Добро вечер, почитувани гледачи. Тредневник на К3, а во него ке гледате. Се уште постојат одредени подрачја во Куманово кои се соочуваат со проблеми од немање на вода. Повеќе од 200 објекти, приватни куќи, државен имот, земјоделско земјиште и инфраструктура се оштетени во невремето, што вчера го зафати Тетовско. Сите жители кои претрпеле некаква штета ќе добијат помош од по 30.000 денари. САД го извеле својот прв воздушен напад за заштита на бунтовничка група во Сирија. Македонскиот вице-шампион Куманово на денешната ждрепка во Фрейзинг, Германија, ги дозна противниците во новиот Еврокуп на ФИБА. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Тредневник на К3. Екипи на терен расчистуваат по синоќешните поплави или изгање на земјиштето во Тетовско. Се трага по исчезнатите. Властите и на локално и на државно ниво максимално мобилизирани. Помош пристига од секаде. Започна и санацијата на електродистрибутивната мрежа. Војската трага по телата на загинатите. Утре и задутре во Тетово се прогласени за денови на жалост. Ова одлука денеска на вонредна седница ја донесе Советот на општина Тетово. 3 деца на возраст од 7, 14 и 15 години и 83 годишен жител на Шипковица се 4 официјални жртви на поплавите што вчера попладне го зафатија Тетово и Тетовско, а се трага по уште едно 6 годишно девојче. Повредени се засега 11 лица, најмногу од Шипковица, Селце, Джепчиште и Мала Речица. Дел од нив се уште се на болничко лекување, дел се пуштени дома, изјави портпаролот на Тетовската полиција Маријан Јосифовски. За сега не може да се проценат штетите што 30-минутното невреме ги остави зад себе во овој регион. Огромни количини шут, смет, дрвја и камења, што со себе ги носеше на дојдената градска река Пена, завршија во куќите и деловните објекти. Однесен и вратничкиот мост помеѓу селата Горно Орашје и Нераште, според увидот. Најлоша е состојбата во Шипковица и Горна Речица, додека во градот Тетово најтешко е погодено Ромското мало, откаде синоќа населението било делумно евакуирано. Во Тетовската болница потврдуваа дека се регистрирани 4 жртви, 16 побарале помош директно од болницата, а на терен екипите пружиле помош на повеќе од 30 лица, главно поради набиеници здобиени од удари на камења. Локалните власти во Тетово на вонредна седница ги утврдија понатамошните чекори. Општината формирала итен штаб од представници на локалната самоуправа, дирекција за заштита и спасување, армијата, секторот за внатрешни работи во Тетово, представници на местни заедници од регионите погодени од поплавите. Советот на општината на вонредната седница предложи да се прогласи кризна состојба, а 5 и 6 август да се прогласат за денови на жалост. Локалните власти предлагаат и да се даде парична помош за семејствата на настраданите и за погодените од поплавите. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи на својот Facebook профил ги повика сите оние што сакаат да помогнат да остават храна, вода и хигиенски пакети на пунктот кој е лоциран пред зградата на општината. Вчера и премиерот Груевски со министрите Јулевски, Чавков и со вице-премиерот Пешевски по полноќа посетија и местната заедница каде што беше формиран кризен штаб. Премиерот Груевски го посети и семејството кое освен куќата во невремето изгуби 2 мали деца. Тетовското село Шипковица најмногу настрада во слечиште по синоќешното невреме. Денеска војници на Арама таму ќе го пребаруваат теренот. Состојбата во Шипковица не може да се опише. Тоа е страшна и ужасна гледка. Рано утрово таму ќе се спроведат 2 приоритетни и неодложни активности: пребарување на теренот и испраќање цистерни со води, бидејќи е прекинат главниот довод на вода во селото, изјави Арифи. Механизацијата ги расчистува погодените региони, вели Ласко Мукаетов од Дирекцијата за заштита и спасување Тетово. Според сознанијата на подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување, состојбата е алармантна. Наносите на вода и големиот ветер предизвикаа големи штети. За помош на оваа состојба Дирекцијата ангажира 12 багери, 9 камиони од околни фирми во тој регион. Сите вработени во подрачното одделение се излезени на терен и се следи состојбата. Се уште е рано да се утврдат материјалните штети од дождот, а проценките за идни штети ги прави секоја општина оделно. Од градот Скопје соопштија дека испратиле луѓе, механизација и техничка помош за справување со поплавите. Соседната општина Гостивар исто така понудила помош. Испратени се камиони и градежни машини за расчистување на теренот. Иевана излезе на терен и ја санира електродистрибутивната мрежа.
Повеќе од 200 објекти, приватни куќи, државен имот, земјоделско земјиште и инфраструктура се оштетени во невремето што вчера го зафати Тетовско. Сите жители кои претрпеле некаква штета ќе добијат помош од по 30.000 денари, соопшти вице-премиерот Владимир Пешевски. На специјална седница на владата беа донесени заклучоци за катастрофалните последици од невремето што го зафати Тетово. Повеќе од 200 објекти, приватни куќи, државен имот, земјоделско земјиште и инфраструктура се оштетени во невремето што вчера го зафати Тетовско. Сите жители кои претрпеле некаква штета ќе добијат помош од по 30.000 денари, соопшти вице-премиерот Владимир Пешевски. Првичните проценки на координативното тело формирано од владата, општината и повеќе надлежни институции додаде тој се дека е нанесена огромна штета која ќе биде надоместена со заедничка помош и помош од владата. Првично ќе се изврши пребројување на сите семејства кои се зафатени од невремето, кои веднаш ќе добијат еднократна парична помош во висина од 30.000 денари, а во текот на овој и следните денови ќе се прави проценка на штетата на секој објект и во зависност од тоа ќе бидат обештетени сите, рече Пешевски. Формирано е посебно координативно тело, а има и тело за проценка на штетите. Државата ќе интервенира во санација на државното како и приватното земјиште, а специјална комисија во рок од 2 дена ќе направи проценка за понатамошните чекори. Водоснабдувањето со вода во град Куманово е делумно нормализирано. Се уште постојат одредени подрачја во градот кои се соочуваат со проблеми од немање на вода, велат граѓаните. Надлежните институции со свој став и мислење поради проблемот и нивно решавање. Од водостопанство Кумановско-Липковско поле информираа дека немаат никаков дефект и дека количините на вода кои ги спорачуваат се по тековен вод, по индустријски вод и по бајпас. Според нивните информации 220 литри одат по директен вод. Проблемот со намалениот притисок и немањето на вода во одредени подрачја на Куманово, со кој граѓаните на Куманово се соочуваат, е во лошото менаџирање на директорот на јавното предпријатие Водовод, велат од водостопанство Кумановско-Липковско поле. Треба менаџирање од старт до крај. Значи, у јануар треба да се договори. Значи, треба да има договор. У конкретниот случај, бидејќи се уште нема договор, треба менаџерски тим на Водовод и на водостопанство да се договори за количина на вода, за начин на наплату, значи, за да не дојде у сред лето, например, ми секоја година да се соочиме с граѓани, да се соочи с проблем за воду. Срамота е у 21 век граѓани на Куманово да нема вода, а одговорност што град нема вода не е на водостопанство. Туку одговорност е децидно тврдам на јавно предпријатие Водовод. Бидејќи ние не сме виновни. Они треба да го менаџира своју ситуација, своји состојби. Они треба да обезбеди воду с договор, без договор, с наплату. Значи, никој не ги е дужен на нима да ги пушта количине колку на ним ги треба. Они треба тие количини да ги договарат, треба да ги платив. Значи, треба менаџерски тим на Водовод треба од јануар месец до децембар месец да знае, значи, отприлике да се има план како ќе се одвива состојбе. Од друга страна, директорот на Водовод вели дека проблемот не е од нивна страна. Проблемот е како што вели тој во дефектот кој го имаат водостопанство Кумановско-Липковско поле и доколку овој дефект биде отстранет на така наречениот бајпас, проблемот со водоснабдувањето во градот ќе биде нормализирано. Интервениравме до сите надлежни институции, од Министерство за животна средина и Министерство за земјоделие до Републички центар за управување со кризи. И по овие интервенции по бајпас се пуштаат од 46 до 56 литри вода во секунда, кои ще се апсолутно недоволни за да можеме да ги задоволиме потреби на град Куманово за вода за пиење во овој летен период. Значи, последна информација што имаме од Кумановско-Липковско поле 37 дека има дефект и дека поради тоа е намален дотур на вода. Нова информација од нив дали го имаат решено дефектот и кога ќе го решат, немаме. Граѓаните на Куманово бараат итно решавање на проблемот со водоснабдувањето, особено во овој период кога има зголемени температури и зголемен интерес на земјоделците за полевање. Почна примената на 6-валентни вакцини во Куманово. Неколку вакцини се комбинирани во една доза, така што бројката на убоди е намалена. Лекарите објаснуваат дека со овие вакцини нема често одење на лекар. Тимовите ќе имаат повеќе време да посветат на советување и прегледи. Матичните лекари, педиатрите и тимовите кои ја спроведуваат вакцинацијата се информирани за 6-валентната вакцина.
Нема веќе 12 пати годишно да се оди на вакцинација. Детскиот плач при боцкањето веќе нема да се слуша толку често. Почна примената на 6-валентните вакцини во Куманово. Неколку типа на вакцини кои се примеа сега се вметнати во една доза. Вакцината Хексасим е од француско потекло. Министерството за здравство ја дистрибуираше минатиот петок. Набавени се доволен број вакцини. Оваа вакцина представува збир на антигени, од 6 типа на антигени на вакцини. Она што претходно беше задолжително во календарот за имунизација, вакцинирање на децата против дифтерија, тетанус, црна кашлица, жолтица тип Б, хемофилус инфлуенца Б и детска парализа. Сега овде имаме во една вакцина, сите овие антигени, така да детето со еден убод веќе може да ги прими сите овие антигени, да створи имунитет против овие заразни болести. Бенефитите од вакцинацијата се повеќе кратни, објаснуваат лекарите. Се скратува времето на одење во диспанзери. Лекарите ќе имаат помалку административна обврска и ќе можат да се посветат на делење совети и превентивно да ги прегледуваат децата. Кај некои вакцини пак ќе се намалат и реакциите, особено од примањето на вакцината против црна кашлица, како што е високата температура. Единствен бенефит е она што родителите нема да губат толку често одење да ги носат децата во детскиот диспанзер. Исто така, овие тимови можат повеќе да им посветат внимание на децата во однос на во советувалиштето, на здравствените овие превентивни прегледи. Се избегнува оние чести настинки кои што децата па ги одложуваше вакцинациите до следниот период. Сега исто така, со помалку убоди добиваме поголем бенефит. Пунктовите ќе ја спроведуваат имунизацијата согласно планот со кој се повикуваат родителите. Децата од градската средина ќе се вакцинираат во детскиот диспанзер, познат како уред, а децата од приградските и руралните средини во амбулантата Туде Миндол, како што впрочем беше и досега. Лекарите вработени во овие пунктови, како и матичните лекари, педиатрите веќе се запознаени со оваа вакцина, така што останува родителите да ги имунизираат децата. Вакцината според правилникот наменета е за деца со полни 2 месеци. Со 6-валентна се имунизираат и деца од 5 месечна, а на возраст од 3,5 месеци и на 18 месеци се вакцинираат со 5-валентна вакцина или одделни вакцини. Во текот на изминатото деноноќе имало 3 пожари на територија на Куманово и тоа во населбата Перочичо, во селата Романовци и Новоселјане. Се работело за запалена сува трева и стрниште. На запалена сува трева во Перочичо од 10:20 до 11 часот. Интервенирале 3 пожарникари со едно возило. Во период од 12:05 до 14:15 часот, територијалната противпожарна единица Куманово интервенирала на 5 хектари запалено стрниште во Романовце. Во гаснењето на пожарот учествувале 4 пожарникари со едно возило. Од 15:10 до 16:35 часот интервенирала територијална противпожарна единица на опожарена сува трева со површина од 2000 метри квадратни во Новоселјане. Огнот го локализирале 4 пожарникари со едно возило. Залутан куршум заврши во ауди во Куманово. Полицијата го открива случајот. СВР Куманово поднесе кривична пријава и против 39 годишен кумановец, поради сомневање дека сторил кражба на златен и сребрен накит, но и автомобили и моторцикли. 30 годишна кумановка вчера пријавила дека околу 17 часот забележала дека залутан куршум го оштетил гепекот на аудито на нејзиниот сопруг. ИС го пријавила случајот во полицијата, кажувајќи им дека настанот се случил на булеварот Октомвриска револуција. СВР Куманово работи на целосно расчистување на случајот и изврши увид на местото на настанот. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 39 годишниот СМ од Куманово поради постојање основи на сомнение дека сторил 3 кривични дела, тешка кражба и 4 кривични дела, одземање моторно возило. Во периодот од 1 до 29 јуни годинава, пријавениот со употреба на физичка сила извршил тешки кражби во 3 куќи, од каде одзел златен и сребрен накит, мобилни телефони и разни предмети, а исто така одзел и едно патничко возило и 3 моторцикли. При извршувањето на кривичните дела, пријавениот на оштетените им нанел штета во износ од околу 233.650 денари. Високите температури се причина поради која кривопаланчани се рекреираат само во вечерните часови кога времето е многу посвежо. Денски улиците низ градот во текот на денот се речиси празни, но затоа пак доцните часови се преплавени со луѓе од сите генерации. Како се рекреираат кривопаланчани ова лето?
Спасот од летните горештини кривопаланчани го бараат на градскиот базен или во околните села и излетнички места каде се рекреираат во природа. Изминатите денови улиците низ градот беа речиси празни. Оние кои не се врзани со обврски во текот на денот ги очекуваат вечерните часови да излезат и да се рекреираат. Бројни се луѓето кои пешачат кон манастирскиот комплекс. Помладите возат велосипед или ролерки по патеката на кеот на Крива река. Се шетаат низ градскиот парк, а по 19 часот полно е и градското фудбалско игралиште. Како се рекреирате ова лето во Крива Паланка? Добро се рекреираме по патеката. Добро, а навечер дали шетате, дали спортувате нешто? Шетаме, да. На базен дали одите? Детево има изена на базента, ја послабо. Па ова лето се рекреираме така што по некогаш седиме дома, па кога е многу топло седиме дома, свириме, читаме книги, гледаме телевизија, а после 4 сатот искачаме надвор, играме кошарка и така. Добро, дали одите на градскиот базен? Да, одиме, се разладуваме и така. А надвор од Крива Паланка дали беше на одмор или ќе одиш? Да, бев во Париз 2,5 недели и си поминав многу добро. Со дружење по градот, искачаме навечер, така, тука во кафичите има летни забави, така. Дали се разладувате на градскиот базен? Па да, од време на време, значи поминуваме, одиме таму. Надвор од Крива Паланка, дали бевте на одмор, дали ќе одите? Па на кратко бевме до Дојран малце таму. А друго што правите навечер, пешачите, возите велосипед? Па да, во слободно време, значи после 8 часот, по завршување на работните обврски, нормално како сите одиме до манастир, правиме кратки прошетки, така. Кажи ни како се викаш? Ива Ѓошевска. Добро, кажи ни како го поминуваш летото, што правиш? Многу е топло. По ног се шетаме во град. На басен дали одите? Одиме. На патека одиме, на мастир, на све. Како го поминуваш летото? Добро. Што правиш најчесто преку ден, дали е топло? Топло е помалку. Идем со другарите, се бањаме, играме се. Навечер дали се собирате во мало, што правите, можеш и да ни кажеш? Играме се там, собереме се на ке вечери и пуштаме едни балончиња и они ни летат. Сите ги очекуваат свежите летни вечери посејди сонце, кога централното градско подрачје е приполно со луѓе од сите генерации, но најмногу млади. Исклучок се повозрасните, односно пензионерите кои ги фаќаат и утринските сенки во градскиот парк, а се рекреираат и насоло каде наедно си ги завршуваат своите обврски. Како го поминувате летото во Крива Паланка? Супер. Каде се рекреирате, како се спасувате? До село у Паланка, у Крива река на плажа. Најубав одмор. САД го извеле својот прв воздушен напад за заштита на бунтовничка група во Сирија. Британската влада предложи нови мерки за контрола на приливот на незаконски мигранти на влезот на тунелот под Ла Манш и нивните обиди да преминат во Велика Британија. Огнената стихија во Калифорнија се уште е надвор од контрола. Вести од светот. САД го извеле својот прв воздушен напад за заштита на бунтовничка група во Сирија, потврди Американското министерство за одбрана, цитирано од француските медиуми. Одбранбениот напад на сириска територија бил изведен во петокот и бил за поддршка на бунтовничката група Нова Сирија, изјави потпаролот на Пентагон Бил Орбин. Треба да действуваме за да ја заштитиме Нова Сирија, која одбучивме и опремивме, рече тој. Американски висок владин представник соопшти дека САД ги бомбардирале позициите на джихадистичката група Џебхат ал-Нусра како одговор на незиниот напад врз бунтовниците обучувани од САД. Британската влада предложи нови мерки за контрола на приливот на незаконски мигранти на влезот на тунелот под Ла Манш и нивните обиди да преминат во Велика Британија, соопштија француските медиуми. Сметаме дека сме на пат да ја преземеме контролата врз ситуацијата. Минатата недела го регистриравме пикот на доаѓања, но тогаш бројот на мигранти се намалува, изјави британскиот шеф на дипломатијата Филип Хамонд по заседанието на владиниот кризен комитет Кобра. Решена да покажи цврстина за решавање на проблемот, британската влада
Влада исто така предложи собствениците кои на нелегалните имигранти им издаваат станови под наем да може да бидат осудени на затворски казни. Мерката е вклучена во новиот предлог закон за имиграција што владата ќе му го достави на парламентот во текот на есента, изјави Грег Кларк, државен секретар во Министерството за заедници и локални власти. Пожарникарите вложуваат големи напори да ја повратат контролата врз огнената стихија во Калифорнија, бидејќи пожарот го зафати и прескокна автопатот што служеше како брана пред големиот пламен на еден од 20 шумски пожари што беснеат во оваа земја. Малку по свежото време им помогна на пожарникарите да изградат тампон зона меѓу огнот и лјадниците домови, што се загрозени од пожарот што се пробини засушениот Честер во округот Лейк, во кој со години наназад немало пожар, пренесува Танјук. Во изминатите неколку дена се уништени повеќе од 20 куќи, а од огнот се загрозени повеќе од 13.000 лица. Огнот гори на подрачјето на Ловер Лейк на околу 100 км од Сан Франциско и на 10 км од Клирк Лейк. Македонскиот вице-шампион Куманово на денешната ждрепка во Фрейзинг, Германија, ги дозна противниците во новиот Еврокуп на ФИБА. Македонскиот вице-шампион Куманово на денешната ждрепка во Фрейзинг, Германија ги дозна противниците во новиот Еврокуп на ФИБА. Кумановци се дел од втората конференција, поточно од групата Ј во која уште се Турк Телеком Анкара од Турција, Росрадом од Полска и КТП Баскет од Финска. Во првото коло на 28 октомври, македонскиот состав кој дебитира во ова надпреварување ќе гостува во Турција кај најсилниот противник во групата Анкара. Потоа следи домашен меч со КТП Баскет, па патување во Полска и пресметка со Росрадом. Во наредната фаза ќе се пласираат првите најдобри две екипи од секоја група, како и 4 најдобро трето пласирани од секоја група. Македонската пливачка Анастасија Богдановски го имаше својот прв настап на светското првенство во Казан, каде во квалификациите на 200 метри слободно постави нов државен рекорд. Македонската пливачка Анастасија Богдановски го имаше својот прв настап на светското првенство во Казан, каде во квалификациите на 200 метри слободно постави нов државен рекорд. Богдановски делницата од 200 метри ја мина за 2 минути 1 секунда 28 стотинки, со што го поправи сопствениот најдобар резултат поставен лани во Сент Мери. Таа во третата квалификацијска трка го освои второто место, односно во вкупниот пласман ја зазема 35-та позиција од 63 пливачки. Македонката воедно ја потврди и Б нормата за Олимписките игри во Рио де Жанеиро, кои ќе се одржат во 2016 година. Инаку најдобро време во квалификациите оствари Ледецки со време од 1 минута 55 секунди 82 стотинки, односно ги остави зад себе унгарката Хосу и сонародничката Френклин. Кореецот Чанг Монг Јун најави учество во трката за председател на Меѓународната фудбалска федерација ФИФА на местото на Сеп Блатер. Рома и Манчестер Сити конечно се договориле за висината на трансферот на Един Джеко, пренесуваат италијанските медиуми. Кореецот Чанг Мон Јун најави учество во трката за председател на Меѓународната фудбалска федерација ФИФА на местото на Сеп Блатер, пренесува агенцијата Reuters. Како подпредседател на ФИФА и еден од највлијателните личности во азискиот фудбал, рече дека следниот месец и официјално ќе ја поднесе својата кандидатура. Тој истакна дека сака да биде дел од решението со кое ФИФА ќе биде исчистена од корупција. Кандидатура за ФИФА најави председателот на Европската фудбалска унија Мишел Платини. Изборите за првиот човек на ФИФА ќе бидат одржани на 26 февруари, а Блатер, кој беше избран кон крајот на мај по пети пат на таа функција, неколку дена подоцна поднесе оставка поради скандалот во ФИФА, кој се случи со апсење на 7 високи челници обвинети за корупција. Рома и Манчестер Сити конечно се договориле за висината на трансферот на Един Джеко, пренесуваат италијанските медиуми. Босанскиот напаѓач ќе чини Рома 23 милиони евра, но трансферот се уште не е реализиран. Нова пречка е начинот на исплата, бидејќи Сити сака веднаш да ги добие парите, додека Волчицата нуди 18 милиони веднаш, а 5 низ бонуси. Джеко веќе договорил 5 годишна соработка со тимот од Рим за годишна плата од 4,5 милиони евра.
Останува уште да ја проследиме временската прогноза. Ви благодарам на вниманието. Останете на К3, пријатна вечер.